Дневник на телевизија Плюс. Добар ден, почнуваме по кратките најави. Потпишан договорот за најдобар сувенир во градот. 30 дена притвор за лицето кое што застрела гости на свадба во Липкова. Левица со поддршка на иницијативата Спас за козјачијата. Вкупно 15 примероци од пафта од колан на Кумановската носија ќе набави општина Куманово од компанијата Сигнум, која ја доби првата награда на конкурсот за избор на најдобар сувенир, организиран во рамките на промовирањето на туристичките потенцијали во градот. Општина Куманово и компанијата Сигнум денеска во рамките на програмата за промоција на туристичкиот потенцијал на градот го потпишаа договорот со кој локалната самоуправа ќе ја награди компанијата со парична награда од 30.000 денари за најдобар сувенир на градот, пафта од кола на народна носија. Како што посочи градоначалникот Зоран Дамјановски, од 6 примероци на конкурсот, жири комисијата го избрала овој сувенир, кој треба да не представува како град со традиционални и етнолошки вредности. Јас денеска го потпишав договорот со добитникот, лауреатот, ви кажам, на овој конкурс. Се заблагодарам, тоа е човек кој има таква профилација и фамилијарна уметничка традиција, така тоа се гледа дека тоа е вешто изработено. Благодарност од мене. Договорот предвидува награда од 30.000 денари за добитникот на најдобар експонат сувенир. Меѓутоа во договорот стои да исто тоа студио треба да изработи 15 овакви сувенири кои ќе бидат дел од пропаганда на општината. И ако тоа видиме дека на некој начин добро не промовираме, на наредниот период можеби како општина ќе го тоа мултиплицираме за да можеме како општина да се презентираме со некои вредности од фолклорот, од етнологијата, бидејќи идентитетот на еден народ, а пред се спецификата на еден регион, бар се базира на спецификите на фолклорот, етнологијата и оноа што го одделува од другите заедници. Креаторот на најдобриот сувенир во градот, Виктор Величковски, се надева дека ќе има интерес за Кумановската пафта, која е изработувана со големо внимание и интересни материјали. Моја беше да направам некоја, да кажеме, покушај на некоја реплика на некоја си народна умотворина, односно ракотворба, која е одраз на овој крај и која ја мислам дека достојно како сувенир ќе го представува овој крај. Е колан, значи дел од женска пафта, тоа е дел од македонска носија, присутна е кај сите народи и народности на овие простори, значи пафта како украс женски е дел од сите тие носи, значи има и мултиетничка и мултиконфесионална димензија и се надевам дека ќе има задоволство од самото присуство на ваков сувенир, што на некој начин ќе значи можеби почеток на овој процес да кажеме да се изработат и некои други наменски работи кои ќе бидат од интерес и за општина и за едноставно за сите што имаат потреба од ваков сувенир. Сувенирот е изработен од специфични материјали кои може да се превиткуваат, а истиот има и позлатени ливчиња. За изработка на еден примерок од овој сувенир, според Величковски, може да бидат потребни и неколку месеци. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување на истражна постапка против лице кое застрела гости на свадба за убиство и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. Основното јавно обвинителство Куманово поведе постапка против лицето кое што застрела гости на свадба. Во соопштението се вели: осомничениот на 25 јули во 22 часот и 45 минути, додека присуствувал на свадбена веселба, извадил од појас пиштол марка Смит и Весон и со умисла испукал еден куршум со кој го погодил сега починатиот државјанин на Република Германија.
Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување на истражна постапка против осомничениот за сторени 2 кривични дела, и тоа убиство од член 123 став 1 и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи од член 396 став 1 од Кривичниот законник. Надлежниот јавен обвинител ценеше дека се исполнети законските основи, па до Основниот суд Куманово достави предлог за определување на мерката притвор за осомничениот. Предлогот беше прифатен од страна на судот, кој со решение на осомничениот му определи притвор во време траење од 30 дена, се вели во соопштението на Основното јавно обвинителство Куманово. Да потсетиме дека веднаш по инцидентот момчето со огнострелна рана во пределот на градниот кош и во критична состојба било пренесено во Кумановската болница со приватно возило. И покрај тоа што лекарите се обидувале да го реанимираат, момчето им подлегнало на повредите. По овластување на основен јавен обвинител, телото беше предадено на обдукција. 96 деца од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане денеска се враќаат од бесплатното летување во одморалиштето Мајски цвет во Струга, информираат од јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово. Активноста беше во рамките на проектот Бесплатно патување за деца кои се корисници на правата од системот на социјална заштита. Според информација од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, од вкупниот број деца, 25 се деца со посебни потреби кои на летувањето биле со придружба на родител или старател. Проектот ги вклучува децата без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, децата од семејствата кои се материјално необезбедени, корисници на додаток за трето дете и детски додаток. Корисниците на овој проект добиваат 6 полни пансиони, но особено значено е што се анимираат, првпат летуваат и имаат можност да се дружат со врсници од сите краеви на Македонија, информираат од Центарот за социјална работа. Во организација на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Куманово, денеска беше реализирана крводарителска акција. Вообичаено на акциите кои што се спроведуваат повеќе од 20 години, крв даруваат околу 100 граѓани. Повеќе од 2 децении Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово организира крводарителски акции 2 пати во годината. Просечната бројка на граѓаните кои што со хуманиот гест сакаат да помогнат некому на ваквите акции изнесува околу 100, информира секретарот на Општинската организација на СДСМ Томица Илиќ. Општинската организација на СДСМ Куманово секоја година организира крводарителски акции во март и јули. Ова сега акција се совпаѓа со повикот на Институтот за трансфузиологија за дарување на крв, бидејќи пред 2 недели рекоа дека има недостаток на крвни единици. Ти организира нивна акција, сега и ние излегуваме во пресред на нашите сограѓани на кои се ќе им биде потребна. До сега имаме некаде околу 60 на единици крв. Со ова покажуваме дека и ние како Куманово, како СДСМ Куманово сме хумани. Акциите се организираат врз основ на годишен план, меѓутоа некои по желба на некои црвени крстови и организации се организираат и накнадно акции, меѓутоа не значи дека ние сме во недостаток со крв, така да ние секогаш се обидуваме дури во летните периоди да имаме доволна залиха на крв. Дел од денешните крводарители редовно се приклучуваат на акциите во организација на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово. 27 пат ми е како дарувам крв. Чест и задоволство е да сме овдека од хуман аспект, како прво знаеме дека крвта значи живот на сите оние кои им е потребна, а и не дај Боже и на оние кои не им е потребна, ама во момент затоа и се одзиваме на вакви акции. Секој кој се чувствува здрав и кој може да дава крв, да дојде и да дарува, затоа што самото чувство дека на некој може да му се помогне во даден момент кога му е неопходно е прекрасно. Акцијата денеска траеше од 9 до 15 часот. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера изутрин околу 9 часот и 30 минути на улицата 11 октомври се случила сообраќајна незгода во која 19 годишен БС од Куманово, управувајќи патничко моторно возило Volkswagen Golf, удрил во пешакот ЗА 37 години од Куманово. Од незгодата, пешакот се здобил со тешки телесни повреди, пошто со возило на итна медицинска помош бил пренесен во јавната здравствена установа Куманово, но поради сериозноста на повредите е префрлен во ургентниот центар Скопје. Увид извршил уведна екипа на секторот за внатрешни работи Куманово.
Локалниот органок на левица од Куманово денеска преку пресконференција најави поддршка за граѓанската иницијатива Спас за козјачијата, која веќе започна голема кампања против отворањето на рудникот Петрошница во општината Старо Нагоричане. Како што велат и тие, користењето на сулфурна киселина и цијанид за површинските ископи носат ризик од уништување на природата и зголемување на малигните заболувања. Иницијативата Спас за козјачијата ќе ја добие поддршката од локалниот огранок на левица од Куманово во нивната одлучност да се изборат против отворање на рудникот Петрошница во аторот на општината Старо Нагоричане. Партијата денеска преку пресконференција јавно ја даде поддршката на оваа иницијатива, затоа што според нив здравието и животот на луѓето се поважни од профитот на домашните или странските компании. Рудникот така како што е замислен би представувал рудникот тип Г1 тешко загадувачка индустрија, би бил со отворен коп, што значи дека при негово работење неколку тони експлозив дневно ќе се активираат врз почвата во Бајловце, при што ќе се ослободи прашина полна со отрови кои што ветерот ќе носи во нашите домови. Потоа при процесот на лужење ќе се користи цијанид и сулфурна киселина, кои што представуваат тешки отрови, кои што предизвикуваат малигни заболувања кај населението. Исто така постои опасност и лавината која што представува коктел од најразлични отрови, при што најважни се и сулфурна киселина и цијанид. Постои опасност да се излее во река Петрошница, па преку Пчиње и Вардар, да отиде се до Егејското море и повеќе од 400 километри да бидат за секојаш изгубени. Другата опасност според Крстевски доаѓа и врз културно-историските знаменитости на оваа општина со оглед дека козјачијата е трусно подрачје. Левица потполно застанува зад борбата против овој рудник, меѓутоа апсолутно немаме намера да го партизираме граѓанското движење, напротив, затоа што нивната автентичност се препознава. Ние како партија ќе делуваме независно од граѓанското движење со сите расположливи средства да придонесеме во процесот на стопирање да се отвори овој рудник. Ги повикуваме сите граѓани да се активираат, да се вклучат во граѓанското движење, независно дали припаѓаат на некоја политичка провиниенција или не, затоа што тука се работи за животот, за здравието и за нашата животна среда. Според активистите на граѓанската иницијатива Спас за козјачијата, концесијата за геолошките истражувања завршува во јануари следната година, а според нивните информации се очекува инвеститорот да побара и концесија за ископување на минералните суровини, со оглед дека засега се откриени одредени количини злато на површина од над 3000 квадратни метри. Многу голем дел од граѓаните не се информирани дека во службен весник 146 од 2014 година се доделени 86 концесии. Некој потпишал 86 концесии, тоа се рудници, значи од Гевгелија до Старо Нагоричино. Некој, вајда без многу да размислува, решил да ја на брз начин да ја скрои судбината на половина Македонија. Ние сме фрапирани од таквото дејство. Поради тоа со поддршка исто така на другите граѓански иницијативи се охрабривме и решивме да го кренеме и ние гласот на граѓаните на Старо Нагоричино, на граѓаните на Куманово, дека за човечкиот живот нема цена, поради тоа за вакви важни прашања, значи ова е Г1 тешка загадувачка индустрија, не може некој од горе да решава, не може ниту централната, ниту локалната власт да донесе одлука да отвори огромен рудник, од кој што ќе предизвика зголемување на сериозни заболувања. Граѓаните од југоистокот на Македонија преку референдуми го кренаа гласот против, како што ги нарекуваат, рудниците на смртта, но сепак одлуката за неиздавање концесија треба да ја донесе ресорното министерство. Рудникот Петрошница би опфатил неколку села од козјачкиот крај, а според граѓанската иницијатива штетите би биле големи не само врз општина Старо Нагоричане, туку врз целиот североисточен регион. Екипи од територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие бележат 3 интервенции. Вчера попладне, повеќе од 4 часа пожарникарите гаснале запалена сува трева на површина од околу 15 хектари во селото Шупљи Камен. Запалена сува трева била гасната и на Аџи Тепе, но и во селото. Вооружените сили на Соединетите Американски држави и армијата на Република Македонија утре во Куманово ќе презентираат воена опрема и оружје, со што ќе се означи почетокот на заедничката воена вежба.
Утре со почеток во 14 часот на паркинг просторот пред спортската сала и градскиот базен во Куманово ќе се реализира пригодна церемонија за означување на почетокот на планираните активности на заедничката воена вежба на армијата на Република Македонија и командата за копнени сили на армијата на Соединетите Американски држави за Европа Dragon Guardian 17. На официјалниот дел ќе присуствуваат и ќе се обратат министерката за одбрана Радмила Шеќеринска, амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли, командантот на Здружено оперативната команда бригаден генерал Зоран Милески и градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски. Во продолжетокот присутните ќе имаат можност да проследат презентација на дел од воените возила и опрема на армијата на САД, но и преку директна комуникација со припадниците на АРМ и армијата на САД поблиску да се запознаат со опремата и постапките и процедурите кои ги извршуваат припадниците на двете армии. Вежбата Dragon Guardian 17, која ќе се одржи од утре до 10 август, има за цел заекнување на стандардните оперативни процедури на единиците од составот на АРМ, подобрување на интероператибилноста и унапредување на взаимното разбирање и доверба и заекнување на билатералната соработка помеѓу армијата на Република Македонија и вооружените сили на Соединетите Американски држави. Почетокот на активностите за официјалниот дел е во 14 часот, кога ќе бидат исвечените обраќања, а интеракцијата со цивилното население ќе продолжи до 16 часот. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Куманово испрати соопштение до јавноста во врска со вчерашната реакција на градоначалникот Зоран Дамјановски на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Во соопштението се вели: почитувани, лагите и манипулациите од СДС и Дамјановски не поменуваат. Тие сами се залажуваат ако мислат дека некој однадвор го крира револтот на граѓаните. Граѓаните се револтираат од тоа што гледа дека 12 години Дамјановски ги лаже, ги манипулира, неодговорно ги троши нивните пари и не им ги решава проблемите и го назадува Куманово. Неодговорноста и неспособноста на Дамјановски на СДС во Куманово не може да го покриваат веќе со закани, манипулации и лаги. Граѓаните со своји очи го гледаат шерифското однесување на Дамјановски. Граѓаните со своји очи ги гледаат заканите и насилството кое го применува СДС во Куманово. Граѓаните со своји очи гледаат дека Дамјановски и СДС во Куманово не работат на решавање на нивните комунални проблеми. Заканите и лагите на Дамјановски се единственото нешто кое може да го прикажат како дело на СДС во Куманово, стои на крајот во соопштението од ВМРО-ДПМН. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер ќе биде отворена изложбата Скулптури на новото време. Посетителите ќе имаат можност да разгледаат 24 дела изработени од рацете на 21 скулптор од Република Македонија. 21 академски скулптор со своји дела утре вечер ќе учествуваат на биеналната изложба насловена Скулптури на новото време. Скулпторите кои живеат и работат на територијата на Република Македонија имаа можност до 5 јули да се пријават за учество на изложбата со 3 досега неизлагани скулптури. Темата е слободна како и изборот на техниката и материјалот. На изложбите досега се презентирале уметници од повеќе генерации од целата држава. Се работи за една традиционална биенална манифестација на која учество секоја година земаат повеќе автори од Република Македонија. Целната група не се академските скулптори. Инаку секој од нив со оној свој препознатлив скулпторски израз. Скулпторите работат со оној класичен скулпторски период каде што мануелно интервенираат во некој материјал, дали се работи за мермер, метал, пластика или слично. Поголемиот број од автори работат на тој принцип, додека имаме и две авторки кои имаат концептуален приод и кои во својот скулпторски израз користат готови предмети кои ги стават во определен контекст со идеја да предизвикаат некаква реакција кај самите посетители. Изложбата ќе биде отворена во 20 часот во фоајето на Центарот за култура. Проектот е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, а организатор и координатор на сите активности поврзани со изложбата е Центарот за култура Трајко Прокопиев. Скулптурите освен во Куманово ќе бидат изложени и во други градови во државата. По завршувањето на изложбата скулптурите ќе бидат вратени на авторите. Зоран Павловски, досегашниот раководител на секторот за администрирање на приходи, локален економски развој и стратешко планирање на општина Куманово, е именуван за државен секретар во Министерството за економија.
Павловски е член на највисоките партиски тела на ЛДП, а беше и повеќегодишен претседател на општинската организација во Куманово. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно со умерен ветер. Дневната температура изнесуваше 28 степени, а утринската се намали до 18 степен. За утре, метеоролозите најавуваат сончево време со слаб ветер. Дневната температура ќе изнесува 28 степени, додека утринската ќе се намали до 16 степен. Тоа беше се за денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.